Вие сте со К3, а во последното издание на Дневникот ќе гледате. Граѓаните со поделени мислења околу темата дали на Куманово му е потребен голем трговски центар по моделот на Скопје Сити Мол. Ветеното обештетување почна, земјоделците да ги осигуруваат посевите. На хрватите им се заканува казна поради одбивање на ГМО. Фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово оваа година е исклучително застапен на меѓународната сцена. Следиме реклами, па започнуваме со Дневникот. Дневник во 20 часот, добро вечер. Опомените за неплатените даноци почнаа да пристигаат на домашните адреси на граѓаните, но опомени се делат и за фирмите. Должници кон општината има по сите основи, и за данок на имот, и за комунална такса и фирмарина. Општинската администрација стартуваше со подготовка на 33.000 решенија за данок на имот согласно новата проценка. По сите основи Куманово собира на 2,5 милиони евра приходи. Над 8.000 опомени за данок на имот поделени се на граѓаните. До крајот на оваа недела и почетокот на следната ќе бидат поделени уште 500. Данок на имот лани не платиле и 89 фирми. Тие во изминатиот месец ги добија решенијата. Во меѓувреме, општинската администрација работи на подготовка на решенија за данок на имот за тековна година. Согласно новата проценка која траеше неколку години наназад и кој колку плаќа во зависност од атрактивноста на локацијата, годинава ќе треба да се изработат дури 33.000 решенија. И решенија за комунална такса за 2015 година 4.849, од кои околу 2.500 веќе се поделени. Значи, рачунаме заклучно со месецот јуни комплетно да бидат дистрибуирани и решенија и опомени. Она што не очекува и голем предизвик е сигурно на време да ги пуштиме решенија за данок на имот за 2015 година. На тоа сега работиме, значи ажурираме база да се добијат што поточни податоци и што и навремени решенија. Фирмите кои не платиле комунална такса за ланската година добија опомени, и тоа на 3.300 за комунална такса. Веднаш штом ги добијат, плаќаат, изјавуваат од секторот. Од општината велат дека дури кон крајот на август ќе почнат со блокирање на сметките. При крајот на август и септември почнуваме со решенија за ставање забрана на користење на средства од жиросметка, за исто така и за правни лица и најверојатно и за физички лица кои по основ на данок на имот или за правни лица и за физички лица. И најголем дел луѓе доаѓа, оние сите што добија опомени или ги регулираат овие давачки или прават договори па на рати, на неколку рати да ги во тек на оваа година да ги платат даночните обврски. Да, на повеќе рати, значи може слободно да дојдат, ќе поднесат барање, ќе направиме договор на колку рати да се тоа подмири и мислам дека е тоа едно од најдобрите решенија. Годишно општина Куманово од даноците и од таксите прибира околу 160 милиони денари. Внимавајте да не ви падне кров над глава. Вакво предупредување би требало да стои на 20 на објекти нотирани како склонопадни во Куманово. Еден од нив на улицата Ленинова само што не паднал, заради што улицата беше затворена за пешаци од страна на градежната инспекција, а секторот за урбанизам ќе изготви проект за уривање. Оттаму информираа дека истата постапка наскоро ќе се спроведе и кај останатите руинирани куќи, опасни по животот на граѓаните. Проблемот со руинираните стари куќи исплива на површина. Дотраена фасада на една од старите куќи почнала да попушта и да паѓаат парчиња на улицата Ленинова и представува сериозна закана по животот на минувачите.
Градежна инспекција излезе на терен и ја затвори улицата, прогласувајќи го објектот за склонопаден и опасен. Но стари и напуштени објекти не само овде, ги има на неколку локации во градот. Алармантни се неколкуте куќи, лепенки во самиот центар на градот, на Нагорички сокак околу Старата црква, а една од куќите на улицата Илинденска под влијание на временските прилики, особено од дождовите, веќе се сруши. Па мислим, ова е надлежност на општина Куманово и они треба да си имав си тамо урбанизам, па имав тие инспектори, па саветници на инспектори, па шофери. Фактички на еден инспектор има тројца позади njega. Така да треба да се го реши општина Куманово, се го реши овој стање. Мислим, жалосно е, ни крив ни дужан ќе поминеш и ќе ти го искрши глава или ќе погинеш. Баш случајно се погоди да ме прашувате за објект на еден мој роднина, кој никако не може да стави крај со целата папирологија, кумановски кажано, за овој објект. Првенствено, слогата помеѓу роднините, меѓу нив, не може да реши да дојде до судска разрешница, а понатаму доколку и се сложни, јас не верувам дека тоа би се решило во скор случај. И покрај тоа што слушнав најави дека ова улица би требало Илинденска да биде претворена во шеталиште, да биде затворена за сообраќај, па можеби да сме, доколку сме оптимисти, можеме да веруваме дека еден ден токму поради тоа би требало да се стави крај на ваквите објекти. Газде дали не дозволјава, што е, како е, кој знае тој. Газде се по Скопје колку знаеме тој. Еве, овој дека само се сруши тој. Имаше тој, па дека имаше тој забрана тој да проваѓа луѓе. Види што е овој, опасна работа, ама тоа е. Што може да мислам, тоа треба да мисли градоначалникот за овие вакви инфраструктури, овие распаднати згради. Во секој момент нормално ова беше паднато еднаш. Да, па само кроврено вира, ова кажи го старото пак греди од озова. Исто и долека и како се Ленинувата сега, само што не е паднато. Една киша готово. И гледам не е заштитено, не е заобележано. Секторот за урбанизам при општина Куманово, надлежен за решавање на проблемот со склонопадните објекти, информира дека ќе оди со предлог до семејството на куќата на Ленинова да биде срушена и на исто место да се изгради нова, со оглед дека деталниот урбанистички план дозволува и изградба на нова куќа. Од општинскиот сектор додаваа дека најголем проблем е токму приватната сопственост, а газдите не сакаат да соработуваат со општината, не сакајќи да го прифатат ризикот да се живее во вакви објекти, а има и такви кои се иселиле од градот или од државата. И општината во тој случај не може да поведе постапка. Во Куманово има нотирано 20 склонопадни објекти кои се закануваат со рушење, а истата постапка наскоро ќе треба да се спроведе и кај нив. Отаму додаваат дека ќе бидат изготвени проекти за сите објекти опасни по животот и издадени налози за рушење доколку сопствениците не се согласни на овој чекор. За 3 склонопадни објекти по постигнат договор со сопствениците веќе се изготвени проекти, а согласно проектот за отстранување на ваквите објекти претходната година беа срушени 2 куќи на улицата Муша Пијаде. Малиот живописен град Кратово е еден од најстарите градови во Македонија и на Балканот. И покрај тоа што се работи за мало градче од околу 10.000 жители, сепак луѓето кои што живеат тука го сакаат своето родно место. Кратовчани слободно можеме да кажеме дека се гордеат со своите туристички знаменитости. Во североисточниот дел на Македонија, сместен во грлото на изгаснат вулкан, се наоѓа Кратово, еден од најстарите градови во Македонија и на Балканот. Илјадници куќи кои потсетуваат на типично староградска македонска архитектура се поврзани со 5 камени мостови. Познат е како град жив музеј, има блага и пријатна клима, а името го добил поради неговата локација во кратерот на изгаснат вулкан. Кратово за време на Римското царство бил познат под името Кратискара и бил богат со неколку рудници на злато и многу дуќани, каде што се продавало излеаното злато во форма на монети и златен накит. И покрај тоа што се работи за мало градче од околу 10.000 жители, сепак луѓето кои живеат тука го сакаат своето родно место. Тие велат дека иако во Кратово не се организираат многу културни забавни манифестации, сепак постои добар соживот меѓу луѓето и тоа е нешто што ги исполнува. Кратово е добар стар град, не е нешто изградено модерно, меѓутоа стар град, туристички, па има нешто недостатоци, али ипак е добро. Младите за жал не останува. Кој ќе заврши факултет и тражи работа на друго место, тука не останува. Ти речунат го по стар град,
Нема, како да речеме, у големите градови, у Скопје, културни забавни тие. Има нешто, меѓутоа, не е тој. Има нешто, тој културниот дом организира, еве таму е домот. Нешто организира, доваѓаат туристи, гледат тие стари мостови и така. Нешто се движи, меѓутоа, не е на високо ниво. Нема ноќен живот, нема вработување, али има соживот, тоа е окей. Па зборувате со човек кој живее настана и работи настана, тука доаѓа само повремено. Јас сум еден од примеривите, што се како млад дечко. Така да, мојата генерација не е тука више. А исто е со други генерации. После средното образование сите гледаат да фаќат пат на страна. Скопје или надвор Македонија. А што може да понуди Кратово? Кратово може да понуди туризам пред све и оноа што од примарната екзистенција што било од секат рударството. Други алтернативи ја не знам моментално, не можам да видам, али тие се доволни, сепак ние сме мал град и мислам дека со туризам и со рударство би можеле да живееме солидно. Да, ноќниот живот има забава, тука има 2-3 кафичи, нема многу, ама толку има и деца, доволно за забава за сите нас. Културо-историски знаменитости, стара култура може да се види, култура у луѓето може да се најде, луѓе озбилни, современи, совршени, современо нешто, убаво. Дали младите остануваат тука или гледат да заминат? Не, кој како се снајде, кој си најде тука, кој не може да се најде тука, бега си. Повечко може да биде котило, па да пролетат линијата. Кои туристички дестинации ги има во Кратово? Па ги имат Соцев камен, ги има кулите кратовски, мостовите кратовски што се на прво место. Кратово е најстар град на Балканот. Има многу богата култура, Кратово. Низ тесните чаршиски сокаци буквално вреска минатото. Се уште по кратовските домови во наследство се остава и по некоја тава или тепси изработена од најпознатиот кратовски бакар. Кратовчани слободно може да кажеме дека се гордеат со своите туристички знаменитости, како што се камените кукли. Ова е град на мостовите, римските рудници, старата чаршија, град на прекрасни цркви и манастири, изградени уште во 14 век. Нечепнатата природа, чистиот воздух, старата архитектура, културно-историските знаменитости, гостопримството и посебната кратовска кујна го вбројуваат оваа градче во една од најпосакуваните туристички дестинации во Македонија. Со свечена академија во Националната установа Центар за култура Крива Паланка беше одбележан 70 годишниот јубилеј од постоењето на општинската организација на Црвен крст. На академијата низ видеопрезентации и перформанси беа презентирани етапните фази од создавањето и развојот па се до денешното современо функционирање на хуманата организација, а исто така им беа доделени јубилејни благодарници на најзаслужните хумани поединци и институции од градот. Со свечена академија во Домот на културата Кривопаланичкиот Црвен крст ја одбележа 70 годишнината од своето самостојување и 20 години полноправно членство на Меѓународната федерација на Црвен крст и Црвена полумесечина. Пред 7 децении беше посејано семето полеано со еликсирот на хуманоста. А денес во мисијата се обединети и стари и млади, и болни и изнемоштени, и приватни и државни субјекти. Порача Жаклина Цветковска, председател на Општинската организација на Црвен крст Крива Паланка. Не смееме да ги заборавиме усилбите и идејата што ги води сите овие генерации. Не смееме да ги заборавиме основачите и плејадата активисти и волонтери на Црвениот крст, чија најголема доблест е скромноста во себе наспроти величината со која пристапуваат кон хуманите дела. Денешната современа организација мора да остане посветена на нивните идеали, прилагодени на современите услови и врз темелот на нивното искуство да создаваме нова вредност. Да споделиме се, единствено да не го делиме светот.
Присутните со свое обраќање ги поздрави и генералниот секретар на Црвен крст на Република Македонија, доктор Саид Саиди, кој истакна дека со гордост се сеќаваат на плејадата волонтери и вработени кои оставиле длабоки траги преку своите хумани дела. Во сеопфатните напори на Националното друштво за обезбедување помош на целните групи, посебен придонес ни годините дава Општинската организација на Црвениот крст Крива Паланка, која континуирано остварува позитивни резултати благодарение на ангажманот на волонтерите и службата. Продолжуваме да чекориме заедно во нашата хумана мисија. Со републички признанија од Црвениот крст на Република Македонија се закитија локалната самоуправа на општина Крива Паланка и клубот на пенсионери Достоинствен живот кој функционира при организацијата. Соработката со општината секогаш била и ќе биде на највисоко ниво, од причини што основниот мотив на делување на оваа организација е хуманоста и грижата за секој еден на кому му е потребно да му се помогне. По академијата беше промовирана и монографијата 70 години општинска организација Црвен крст Крива Паланка, која ја подготви Анка Стојановска, пенсиониран секретар на општинската организација на Црвен крст Крива Паланка. Монографијата е и убава и богата, бидејќи ја создадовме сите заеднички. Јас само го запишав она на кое што бев сведок или учесник и она што го најдов во архивата и во меморијата на Црвениот крст. Црвениот крст од Куманово се вклучи во акцијата за помош на мигрантите кои деновиве го запоседнаа Кумановскиот регион. Хуманитарците од Црвен крст даруваа пред се пијалоци и храна. Еве како помина акцијата. Црвен крст Куманово донираше помош во храна и пијалоци за измачените мигранти кои поминуваат на автопатот што води до српската граница. Нашата камера ги запраша за нивната голгота, а сите зборуваа во еден глас дека бараат спас од ужасната војна во Сирија. Видно исцрпени од возењето велосипед ни раскажаа дека еден ден и тие ќе имаат среќа да заминат во западните земји. Одам во Германија, затоа што во Сирија е многу опасно. Сакам да учам факултет и се надевам на подобар живот. Секретарот на општинската организација Црвен крст Куманово истакна дека во наредните денови акцијата за давање помош на мигрантите ќе продолжи. Господин Митковски, денес сте одека во хумана мисија, на некој начин давате некоја минимална скромна помош за мигрантите кои поминуваат на овој автопат. Конкретно за што станува збор? Па, еве, од вчера и денеска почнуваме со Неготино, Велес и Куманово, значи направиме 3 пункта како Црвен крст, за да на тие луѓе кои транзитираат по автопатот на некој начин да не бидат уценувани и слично. Ние она што можеме, најосновното водичка, верувам дека до понеделник ќе обезбедиме и други некои продукти кои може да им се даваат како двопек и слично, за да може колку толку на луѓето да не ги оставиме на милост и немилост на да не кажам банди и слично кои наоѓаат во се трговија да прават, им препродаваат, им нудат не знам по баснословни цени вода и леп и слично. Ова не е Тур де Франс, ова е Тур де Македонија на мигрантите кои во надеж за подобар живот транзитираат низ нашата земја кон западноевропските држави. Граѓаните со поделени мислења околу темата дали на Куманово му е потребен голем трговски центар по моделот на Скопје Сити Мол, но неголемиот дел од нив се согласни дека некогашните стоковни куќи во центарот на градот се нефункционално искористени. Гарнизон е неуспешен проект за трговски центар, а имаат забелешка и на поставеноста и функционирањето на големите маркети, при што повеќето од нив немаат соодветни пристапи и паркиралишта. Повеќе на оваа тема од прилогот што го подготви нашата екипа. Големите трговски центри или популарно наречено молови се направени со цел да му голеснат животот на урбаниот човек, нудејќи му најразлични содржини услуги. Во скопските молови на потрошувачите им се нудат најразлични услуги. Тука народски речено можете да најдете се, од храна, облека, услуги, производи за деца, па дури за миленици. Од друга страна, моловите се и места за шетање, журки, концерти и скоро целиот културен живот се одвива таму.
Кумановци таква среќа немаат. Немаат каде да се сокријат на плюс 30 степени, да пазаруваат се на едно место, да се одморат и релаксираат со некој пијалок или да го пуштат своето дете да се игра во модерна игротека. Некои од нив сметаат дека отварањето на голем мол би било полн погодок за град од 100.000 жители, но други пак додаваат дека треба да се отвараат фабрики, не молови, првен да се создава, потоа да се троши. Па да, мислам дека му фали на Куманово еден така поголем центар, затоа што искрено само тука не останува во сума да имаме барем некои брендови, али сепак мислам дека му фали барем, иако Скопје е близу, ама сепак не може секој да си дозволи нели да оди во Скопје, иако таму има многу поголеми попусти него во Куманово. Вака по мое не би рекол дека му не достига голем шопинг центар, ама пак не можам да кажам бидејќи не живам тука. Па ние сме задоволни со ова, ама нема да е на одмет да има уште нешто вакво. Во Куманово можете ли да завршите работа се на едно место? Па за сега не. Треба уште нешто да се направи за да достигне она ниво што е во Скопје. Во Куманово пак завршува се на едно место, затоа што од едно до друго место има најмногу 5 минути одење пешки и мислам дека нема потреба. Она што на Куманово му треба е производство и да се развива економијата. Голем број кумановци токму поради немањето голем центар, особено за викендите, се чести гости по скопските молови. Велат дека таму можат да најдат се она што недостига во Куманово. Многу повеќе странски брендови, големи акции и попусти, а воедно да си го исполнат и слободното време. Како и да е, и да има изграден кај нас ваков центар, водејќи се по нашиот менталитет, кумановци пак би патувале во Скопје. Би се мамеле дека главниот град нуди повеќе во однос на нашиот, додаваат полпатејните. А има една таква гарнитура на граѓани кои може слободно да отидат во Скопје, во Сити мол или во Веро мол и така натаму, или во новиот трговски центар, не знам како се викаше, на аеродром, така да може да си ги потрошат вишок на пари. Куманово има сосем доволно големи маркети. На Куманово најпрвин му фалат многу работи, бидејќи тоа е град втор по големина. Сметам дека треба да има Сити мол, нешто во вид на Сити мол, така трговски центар. Меѓу другото му фали и базен, му фалат многу работи за младите каде што ќе имаат можност да го исполнат своето слободно време. На времето во центарот на Куманово препознатливи биле двата трговски центри Мома Нама и под 16-катницата Сума. Најголемиот дел од некогаш на Нама денеска се кафетерии во служба на ноќниот живот на младите, а дуќаните внатре се скоро затворени и неиздадени. Во Мома има еден хипермаркет, останува само Сума која наликува на мал трговски центар, но со многу малку продавници, една кафетерија и еден маркет. Трговскиот центар Гарнизон, пак кој е изграден во 90-тите, кумановци велат дека е неуспешен проект, кој не ги даде очекувањата за комерцијален трговски центар. Во Младинскиот културен центар Кино Козјак Куманово, танцовото студио Fusion одржа вторгодишен концерт. Со помош на кореографите, малите балерини добиваат простор за креативност и изразување. Ова танцово студио постои 2 години, а за краток временски период покажа успех како во нашата држава, така и надвор од неа. Танцовото студио Fusion одржа вторгодишен концерт во Младинскиот културен центар Кино Козјак Куманово. На концертот беа представени неколку точки подготвени од кореографите Сања Лазаревска, Бојана Додевска, Александра Петрушевска и Леона Стојчевска. Инаку ова танцово студио постои 2 години, за краток временски период покажа успех како во нашата држава, така и надвор од неа. Нашето студио брои околу 70 на дечиња и многу сме горди на нив за овој прекрасен концерт и им благодарам на целата публика што ни даде многу голема поддршка. На овој концерт покажавме околу 17 кореографии кои ги имаме спремено од претходната година заедно со нашите дечиња и си имаме представено надвор од нашата држава во нашиот град. Студиото е основано во март 2013 година, број околу 70 на дечиња, најмалиот член има 3 години. Малите балерини велат дека за нив танцувањето е интересно и тие сака да продолжат и понатаму да настапуваат. Домаќинки и после кунфу. А колку време вежбаш? Па негде 1 месец или повеќе. А кажи ми со која точка се представи ти вечерва?
Со лежачиња и со браќај. А тешко ли е да се игра? Не. Убаво? Да. Со помош на тимот од студиото, кои имаат различни гледишта на танцот, малите балерини добиваат повеќе простор за изразување и креативност. Тие најавија дека ќе продолжат да организираат настапи не само во нашиот град, туку и пошироко. Владата за сите граѓани во државата кои претрпеа штети од пролетните поплави обезбеди 22 милиони евра. Од нив 12 милиони евра ќе бидат доделени за обештетување на имотите, додека 10 милиони ќе бидат вложени за инфраструктурно уредување, изградба и реконструкција на објекти, патишта и мостови кои беа оштетени за време на поплавите. Денеска почна исплатата на обештетување од поплавите за граѓаните на општина Новаци. На своите сметки еден дел од оштетените граѓани ги имаат своите пари, а во наредните 2 до 3 дена ќе се исплатат сите средства за граѓаните од општина Новаци, кои претрпеа штети за време на поплавите врз земјоделските површини, некои на домовите и куќите. Ова го истакна премиерот Никола Груевски, кој предпладнево ги посети пелагониските општини Битола и Новаци. Во наредните денови и недели, како што најави, обештетени ќе бидат и други граѓани во другите општини низ државата. Според него, обештетувањето од 100% на кое се одлучи владата е исклучок, зашто Македонија зафатија поплави како што немало во последните 35 до 40 години, редок вид поплави кои се случуваат во еден век. Затоа владата се одлучи на 100% обештетување, но земјоделците мора да се навикнат како во секоја друга држава во светот да ги осигуруваат своите посеви. Од анализите што ги правевме со Сојузот на земјоделците, дојдовме до пресметка дека профитот на едно земјоделско семејство е околу 700 евра, а за осигурување треба да се одвојат само 7 до 8 евра. Ова е многу важно и ве уверувам дека треба да се почне со изградба на култура со која секоја година земјоделците ќе вршат осигурување на своите земјоделски посеви, рече премиерот. Груевски напомена дека никој не треба да претпоставува дали оваа година ќе има поплави или некоја друга природна непогода. Важно е секој земјоделец да го осигурува својот имот. Вештачки создадената политичка криза не ги предомисли туристите од земјите на Бенелукс да летуваат во нашата држава. Според договорите со туроператорите, гостите на Струшко-Охридската ривиера ќе одмораат во наредните 3 години. Гостите од земјите на Бенелукс на Охридско-Струшката ривиера ќе одмараат и во наредните 3 години. Престојот кај нас им го возможува туроператорот Корендон, кој го продолжи договорот со неговиот македонски партнер Fibula Air Travel. За нашите најбројни гости ќе бидат резервирани 3, односно 4 чартер летови неделно во шпицот на летето. Се очекува до година преку аранжманите на овој холандски туроператор да пристигнат 15.000 туристи. Ова ќе ја збогоди туристичката понуда не само во македонските туристички центри, туку и во соседството, бидејќи се планираат кружни тури надвор од границите на нашата држава. И покрај тоа што Кумановскиот инцидент предизвика мало откажување на туристичките аранжмани, стопиране перманентниот тренд на откажување на резервациите. На покана на туристичките работници и локалните власти, Охрид го посетија дипломатски представници кои одблиску се запознаа со случувањата кај нас, а се делуваше и преку македонските амбасади и конзуларни представништва во странство. Повлечени се прогласите кои доскоро беа актуелни и со кои иностранците им се сугерираше да не патуваат во Македонија, бидејќи е небезбедна земја. Градот очекува плодна туристичка сезона. Покрај гостите од Бенелукс на Охридската ривиера, бројни ќе бидат турците и туристите од скандинавските земји. Од Агенцијата за вработување на Република Македонија ги повикуваат сите невработени лица кои активно бараат работа и своето вработување сакаат да го решат со финансиска поддршка од програмата за самовработување да се пријават во работните клубови на центрите за вработување на АВРМ, каде редовно се евидентираат невработени лица. Јавниот оглас до невработените лица го распиша Агенцијата за вработување на Република Македонија врз основа на оперативниот план за услугите на пазарот на труд и активните програми и мерки за вработување за 2015 година. Програмата самовработување ќе се спроведува во неколку чекори: промоција, прием на апликации, избор и селекција на учесници, обука на деловно планирање и управување, развој на бизнис планови, селекција на најдобрите бизнис планови и регистрација на фирми и давање почетен грант за набавка на опрема и материјали.
материјали. Во 2015 за реализација на секое самовработување се предвидува поддршка со неповратни средства во висина од 201.600 денари, од кои 185.000 денари во вид на директна помош за набавка на опрема или репроматеријали, додека останатите 16.600 денари служат за поддршка во вид на основна обувка за претприемништво и водење бизнис во време трајање од најмалку 30 часа, ваучер систем за изработка на бизнис план и поддршка при регистрирање на бизнисите. 32 најоддржливи и иновативни бизниси од вкупно 900, односно бизниси кои имаат најголем потенцијал за раст, ќе добијат вкупен грант од 257.000 денари во форма на опрема или материјали. Вкупно 60 најуспешни бизнис планови во кои јасно се укажува на потреба од вработување на најмалку 2 лица за успешно функционирање на бизнисот ќе имаат можност да добијат дополнителни 92.000 денари доколку дополнително вработат уште едно лице. Во 2015 година програмата самовработување нема да поддржува основање на бизнис во земјоделска дејност, лов и услужни дејности поврзани со нив. На хрватите им се заканува казна поради одбивање на генетски модифицирана храна. Австралискиот премиер Тони Абот не демантира дека властите на земјата им платиле на шверцерите да ги вратат мигрантите во Индонезија. Австрија најавува гасовод за руски газ. Следуваат вестите од светот. Парламентарниот одбор за земјоделство едногласно го поддржа ставот на хрватската влада дека земјата треба да остане зона без генетски модифицирани организми. Членовите на одборот се загрижени поради можна несоодветна правна заштита, односно поради тужби кои може да следуваат по потпишувањето на некои меѓународни договори, како што е Трансатлантскиот трговски инвестициски пакт. Хрватска секако ќе биде слободна од ГМО и ќе инсистираме на тие позиции, истакна председателот на одборот Ивица Мандиќ, кој смета дека е неопходно да се воспостави соработка со парламентите на другите земји членки на Европската Унија со цел заедно да обезбедат поквалитетна правна заштита. Надворешниот член на одборот Младен Јуришиќ предупреди дека во научните кругови веќе се зборува дека најголемиот светски производител на ГМО семе Монсанто се заканува со тужби. И покрај поддршката на владиниот предлог, тој истакна дека лично се заземал во продавниците производите сепак да бидат јасно одбележани како ГМО или ГМО фри. Австралискиот премиер Тони Абот не демантира дека властите на земјата им платиле на шверцерите да ги вратат мигрантите во Индонезија и нагласи дека прават се за сузбивање на илегалната миграција. Според првичните резултати од истрагата, австралиските власти им платиле $30.000 на шверцери кои превзеле 65 имигранти за да ги вратат во Индонезија. Набргу откако дојде на власт во септември 2013 година, конзервативната влада на Абот почна вооружена акција, чија цел е да оневозможи на мигрантите преку море да дојдат во Австралија. Од декември 2013 година до австралискиот брег пристигнал само еден брод со мигранти, а пред тоа била секојдневна појава. Стотина мигранти го изгубиле животот обидувајќи се да стигнат до Австралија. Австрискиот енергетски концерн подготвува проект за изградба на гасовод за дистрибуција на руски газ до Европа, кој би ја заобиколил територијата на Украина, објавија австриските медиуми. Според неофицијалните информации, со новиот проект би раководел поранешниот директор на конзорциумот што требаше да го гради гасоводот Набуко, Рајнхард Мичек. Гасоводот Набуко беше заеднички проект на неколку европски енергетски компании, меѓу кои и ОМБ, преку кој требаше да се дистрибуира природен газ од Азербеџан до Европа. Гасоводот требаше да минува преку Турција, Бугарија, Романија и Унгарија до Австрија. ОМБ досега не ги коментираше најавите за изградба на нов гасовод, но Газпром објави фотографии од преговори одржани на 3 јуни, на кои се прикажани првиот човек на рускиот енергетски гигант Алексеј Милер, Мичек и новиот директор на ОМБ Рейнер Зеле. Во извештаи на австриските медиуми не се посочува трасата по која би се движел новиот гасовод. Фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово во оваа година е исклучително застапен на меѓународната сцена. На поголемиот број надпреварувања екипата во континуитет остваруваше одлични резултати, а тој тренд продолжи на штотуку завршениот турнир во Србија. На сите досегашни настапи на меѓународната сцена, фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово успеа да постигне одлични резултати.
на што току завршениот турнир во Јагодина во Србија, екипата успее да го освои второто место. Почнаме веќе со зацртаниот план што го предвидовме за оваа година. Значи сега бевме во Јагодина на турнирот со генерација 2002-2003. Што можам да се пофалам дека освоиме второ место, значи изгубивме во финале и тоа играхме нерешено, изгубивме во финале на пенали од домаќинот шампиони, од Рибари. Секако овој континуитет на меѓународни надпревари ќе продолжи, така што во сега, односно за неколку дена одиме во Ниш, каде исто така со генерација 2002-2003, па потоа одиме со 2004 и 5 и со 2006 и 7. Она што е многу важно е да не јавиме за нашите гледачи дека во сабота, односно во сабота и недела, ќе се одржи на некој начин да кажеме регрутација на идни млади таленти од кумановскиот спорт, а на него ќе присуствуваат некои великани на македонскиот фудбал. Па така, во сабота и во недела, значи следната сабота надале ќе се прави една селекција на млади фудбалери, како на почетници, така и на фудбалери од Куманово и од околината. Значи на оваа селекција ќе присуствуваат нашите искажани фудбалери и тренери од Куманово, како што се Сашо Кирич, Војдин Станојковиќ, Горан Ѓоргиевски, ќе биде поканет и Столе Златановски, тука ќе дојде и представник од Вардар, тренер на голманите Кметовски, представник од нашиот клуб, и се надевам дека овие луѓе ќе бидат изберени најдобрите дечиња кои нашиот клуб им нуди значи стипендија, им нуди бесплатна опрема што ќе тренират кај нас и уште други некои награди што ќе имаме припремено за овие учесници. Се потврдува старото непишано правило: со добра и организирана работа успесите во поголемиот број на случаеви се остваруваат. Фудбалскиот клуб Евроспорт од Куманово е пример за такво нешто, а веруваме дека екипата ќе продолжи со такво темпо на работа и во наредниот период и ќе ни израдува со уште поголеми резултати. Српската заедница во Македонија по повод предстојниот празник Видовдан и оваа година организира турнир во мал фудбал. Според организаторот досега се пријавиле голем број екипи кои ќе се надпреваруваат на терените на спортскиот центар Соколана. Популарниот турнир Видовдан според организаторите ќе стартува на 15 јуни и ќе трае до 27 овој месец. Како и секоја, така и оваа година организаторите се подготвени да целата манифестација помине според предвидената програма. Господин Стојмановиќ продолжува традиционалниот видовдански турнир и оваа година ќе се одржува, па ја да ни кажете дали се подготвени за целата манифестација? Па ние сме подготвени за оваа манифестација. При крај се подготовките, екипите се пријавени. На турнирот ќе бидат пријавени 16 екипи кои што ќе бидат групирани во 4 групи. Турнирот ќе се игра на спортскиот терен Соколана. Главното мото на овој турнир е по повод 28 јуни, Видовден, Српската заедница во Македонија, општинската организација Куманово по 15 пат традиционално го организира турнир во мал фудбал. За најдобрите учесници се предвидени богати награди, а организаторот за следната година планира турнирот да добие и меѓународен ранг. Од меѓународната спортска сцена информираме за фудбалските трансфери во Европа. Англискиот премиер лигаш Манчестер Сити е подготвен да понуди 80 милиони евра за одличниот фудбалер на Јувентус Погба. Фудбалерот на ПСВ Антховен Мемфис Депај и официјално стана член на Манчестер Юнајтед. Фудбалерот на Јувентус Пол Погба би можел да премине во Манчестер Сити за 80 милиони евра, пренесува италијанскиот весник Газета Дела Спорт. Во трката за одличниот фудбалер се уште е Реал Мадрид, Барселона и Челси, меѓутоа проблем претставува Јувентус, кој инсистира да добие 85 милиони евра обештетување. Францускиот интернационалец се смета за еден од најбараните фудбалери на континентот, па од тие причини се очекува Јувентус да има проблеми да го сочува во своите редови. Погба е член на Јувентус од 2012 година и во тој период се наметна како еден од најдобрите поединци во старата дама. Манчестер Юнајтед го представи големото засилување на Олд Трафорд, бидејќи во екипата официјално пристигна еден од најдобрите офанзивни фудбалери на Холандија, Мемфис Депај. 21-годишниот холандски интернационалец ги извршил неопходните медицински прегледи и подписал 4-годишен договор кој ќе биде официјализиран на 1 јули. Депај настапува за холандската репрезентација во средниот ред, а се очекува Манчестер значајно да придонесе за поголема креативност.
За услугите на Депај, црвените ѓаволи на ПСВ ќе му платат 30 милиони евра. Какво време ќе имаме во наредните денови, погледнете од Метео. Со информацијата за времето го завршуваме и ова последно издание на Дневникот. Пријатна вечер.